Преку густата магла се влегува во Тетово, вториот најзагаден град во државата. Од Тетовското кале можат одвај да се видат само најблиските куки. Обвиени се од маглата и смогот, кои за време на зимата се типични за градовите кои се наоѓаат во котлини. Во тесните калдрми чадат оджаците на куките. Поголемиот дел се стари или немаат фасади. Тука домакинствата се греат на дрва. Подготвени се за горење, но некои се уште влажни, а за загревање неретко се горат и пластики, ткаенини и друг отпад. Кукините печки или котли за грејење не можат целосно да ги согорат овие материјали, па недогорените штетни материи се испуштаат веднаш над куките, кои луѓето директно ги вдишуваат. Според податоците од Заводот за статистика, лани во Тетово биле регистрирани околу 12.000 автомобили, од кои поголем број, речиси 7.000, возат на нафта. Проблемот кај нас е што не се знае од кај да се почне. Гасоводот, прва и најважна работа е да се донесе гасоводот и да се постави централно грејање во Тетово. За град кој е втори или трет по големина во Република Македонија, да нема градски превоз е срамот. Да се среди конечно да почне нешто да се работа на овој урбанистички хаос кој го спречува движењето на воздухот во Тетово. Толку згради се изгради една покрај друга што буквално улиците ни личат на тунели. Воздухот нема кај да циркулира и не може овој отпад што го има во воздухот да го однесе некаде подалеку, да го распорши. Едноставно цело време ни е тука. Радикални проблеми бараат радикални решенија. Ако, например, јас сакам да идам на работа со кола, треба да платим паркинг, како што е во Осло, како што е во Лондон, како што е во сите европски градови. И ќе плаќам 100 денари на час, ако морам, ако сакам. Но, ако имам јавен превоз, ќе го користам јавниот превоз да идам на работа, за да не плаќам толку паркинг. Вакви радикални мерки се потребни. Веројатно политичарите не ги сакаат овие, пошто не се популистички и веројатно им губат гласови, но радикалните проблеми не може да се решаваат со шминка.